Неправилното и долго седење пред компјутер или на час, тешките чанти за на училиште и недоволната физичка активност се причините поради кои последниве години учениците се повеќе заболуваат од деформитети на рбетниот столб, алармираат лекарите. Прво и најважно е велат да се зголеми фондот на часови по физичко воспитување. Часовите по физичко воспитување треба да ги спроведува, обучен кадар, професори по физичко воспитување, не учителки, не наставници што немаат врска со физичкото воспитување, токму стручен кадар кој знае да ги спроведе и тие на почетокот на часот по физичко воспитание, да ги реализира и тие корективни вежби што се многу битни. Со оглед на долгиот престој во училишните клупи, добро би било великостески државата да го следи примерот на развиените земји, каде училишниот мебел е соодветен на возраста на учениците. Во богатите западни земји за секоја возрастна група, односно за секоја година, се има посебна училница, каде што училишниот мебел е прилагоден токму према таа возрастна група. Треба да имаме неколку, 2-3 барем возрастни групи кои би требало да се офатат, например, првачињата со мебел прилагоден према нивната возраст, што би можело негде до 3-4 деление да се толерира, тука да се има различен мебел. Освен редовната физичка активност, правилниот став во однос на држењето на телото, посебно во периодот на брз раст и развој, се клучни во спречувањето на искривувањето на рбетот кај децата. За здрав и цврст рбет се препорачуваат спортски активности, но и исхрана богата со калциум и витамин Д.